по 4, 5, 6 часа на ден вакви содржини со агресија, секако дека влијаат на детската свест. И лесно она што во фантазија, односно во некаква виртуелна ситуација се гледа, лесно може да се транспонира и во реалноста. Особено се ризични адолесцентите. Адолесцентите кои се, знаете, со многу променливи вредносни системи, со многу амбивалентни ставови кон ова или кон она. Така што деца на таа возраст кои се изложени на сексуални содржини, на порнографија, на содржини кои промовираат педофилско однесување и воопшто злоупотребувачко. Имаат телоп на кој кажува старосната граница не е дозволена детето да гледа без старател или родител. Тоа може би на вашата телевизија. На сите, тоа е законско обврска на сите телевизии. Знаете, се е достапно. Пиратеријата со филмови, со други содржини е многу, се уште достапна. Сакам да кажам дека во фаза на развој на сексуалноста, особено во адолесценцијата, децата се подложни на разни експериментирања, идеи кои што пред се ги добиваат од медиумите, ги добиваат од содржините што ги гледаат. Така што се случува можне често да адолесцентни деца сексуално злоупотребуваат односно деца на под 14, предпубертетски деца. Така што веќе и тоа е еден сериозен проблем кој се јавува и во светот, па и кај нас, и децата стануваат објект на сексуални истражувања и задоволувања на децата на другите деца, значи на адолесцентите кои сексуално созреваат. Така што и тоа се третира како педофилија во некои земји, ако старосната граница разлика е барем 5 години меѓу сторителот и детето. Рековме дека нема да споменуваме примери со имиња, меѓутоа не можам да се воздржам да не споменам 2 примера во светот, некај нас. Доктор Левенски, ќе го кажеме примерот со американскиот актер Вуди Ален, кој нели има еден куп посвоени деца, па подоцна тоа дете го израснува, станува полнолетно, па ја зема за сопруга. Ќе го кажеме примерот, до душа го ослободи американскиот суд пејачот Мајкл Джексон. Да не зборуваме, кај нас имате такви примери, професори ученичка, подосна се взимаат, во брак стапуваат. Таа е малолетна, тој полнолетен. Како ова можеме да го објасниме? Може би за индивидуалните постапки ние во секој време... И велат во името на љубовта. Во секое време немаме право толкување, велат дека тогаш вистината е во непознатото, а не во познатото. Она за кое сега да се надоврзам на колешката Мери, се вели дека ако општеството не направи увид во клетката на општеството, семејството и неговите членови, да не знае неговите содржини и суштини во животот, неопходно потребни, задоволени и незадоволени, оти општеството се помни само по она што го дава, а не што го зема. Тогаш ние ќе имаме правилен увид каде е можно се да се случат такви... Зборуваме за зрело општество, структурирано по сите тркови. Апсолутно, каде што нема страдање нити политичко, нити економско, нити социјално, нити психолошко. А она што се случува кај оние, што викаат сега да речам, постојат луѓе кои ги надминале своите потреби и надминувајќи ги границите на своите потреби, они запаѓаат пак во едно ментално страдање и го бараат да тоа некако екзибиционистички го едноставно осмислат да го направат содржина за нивно постоење. Дозволете да ви дадам шлагворд. Австрија е високо развиено општество. Соединетите држави исто така. Па гледате какви примери драстични имаме. Па ете, тоа е индивидуалност. И сега меѓу нив секојаш постои електрицитет кој е можно
како фитил да запали. Тоа е пак оние семејства кои не ги задоволиле основните потреби. Така да и тие подеднакво страдаат, дури и оние, да речеме, во тој врв што ги надминале своите граници. Нивното несогласување доаѓа до едноставно абсурди кои се јавуваат во општеството, меѓутоа не го сочинуваат правилото, а тоа општеството е должно, кога му паѓаат тие морални, тие етички норми, да мора да делува на некој начин. За какви морални норми станува збор? Прашање за вас, доктори, и за вас, Змијанац. Европската унија се залага поместување на сексуалните граници од 16 на 14 години. Би сакал кус коментар од сите вас тројца. И од вас, господи Јаковчевска. Повелете кој се. Господи Ралев. Тоа значи дека практично одговорноста за стапување во сексуални активности, односно во сексуален живот, ја поместуваме ја пренесуваме на децата веќе на 14 годишна возраст. Тоа е сериозна одговорност преземање. Што според мене е можеби еден тренд во светот и тренд кај нас, меѓутоа знаете тоа потегнува и многу други сериозни прашања. Значи, каде е одговорноста за евентуална сексуална злоупотреба? На кого ќе биде одговорноста за последиците од истата, од сексуалната злоупотреба и како може едно дете на 14 годишна возраст да определи со кого, како ќе стапува во вакви интимни релации, затоа што интимноста подразбира и едно друго ниво на зрелоста, не само сексуална зрелост. Господи Ковчевска, како мајка и како сопруга? Не го прифаќам и не го одобрувам тоа померување на старосната граница кон пониска возраст, бидејќи тука не само да се надоврзам на Мери Ралева, имам и сексуални заразни болести. И дополнителен проблем. Да, можеби Европската унија оди кон померување на границата, на старосната граница во врска со здравиот начин на сексуално општење, ама ние овдека дебатираме и зборуваме за искривување на едно сексуално општење, за тие злоупотребувачи што не можат да си го сконтролираат нагонот, па ќе посегнат по дете од 12 или 14 годишна возраст и ние сега треба тоа да го прифатиме и да го одобриме. Јас лично не го прифаќам тоа. Према педофилите се немилосрдни и практикуваат повеќе децениски казни. Значи, секое силување на дете под 14 години, ако возрастната граница на силувачот е барем 5 години повеќе, тоа е педофилија и тука нема дискусија дали треба да имаме милост кон педофилите или не. Секоја злоупотреба сексуална на детето на 14 години веќе станува збор за сексуална злоупотреба и не се подведува под педофилија. Нашата заложба е децата под 14 години педофилите да бидат максимално казнети со доживотен затвор од едноставна причина што немаме уверување дека педофилот нема да го повтори делото и дека се работи со него сигурно и во институција на затвор и по напуштање на институцијата. Еве еден страхотен податок. Педофилите од богатите развиени западни земји одат на годишен одмор, нели, на релаксирање на Тајланд и ги гледате со 10 годишни, 12 годишни момчиња и девојчиња. Исто има еден страхотен податок, мислам дека вие во МВР го имате, дека се прави преселба на западните педофили во овие балкански земји, конкретно во Македонија, Бугарија и Албанија, од проста причина што овде им е многу поевтино и како што велат тие имате условно многу свежо месо. Јас конкретно за Македонија немам сознанија, но еве ќе ви кажам еден пример што е многу свеж од ова лето. Последниот период од месец септември, последните денови бев во Бугарија на една конференција за семено насилство и работев во една работна група на СЕПКА за околу законската регулатива во врска со семеното насилство. На паузите користевме да дебатираме и да разговараме со представниците од балканските земји и, например, представникот од Хрватска ни кажа, баш за педофилијата разговараме, пошто и тие го има овој. Државата има механизми како да го регулира ова.
Бидејќи ги ратификувала и Конвенција за права на детето во Уставот, му се дава на детето специјална заштита, исто Конвенцијата за спречување на најлоши форми на злоупотреба на детски труд. Значи, детето во Македонија е на високо место во однос на негова Тоа законски убаво звучи, фино спакувано. Сега, има уште еден закон кој дава можност, а тоа е Законот за малолетничка правда, каде што покрај третманот со педофилот и покрај сигурниот терапија со детето има право да бара право на обештетување. Значи, како може детето правно регулирано да бара Државниот совет мора да му даде обештетување на детето како резултат на општата колективна патологија или негрижа, едноставно да се обештети. Значи, тоа е еден нов механизам кој исто така е за поздрав. И мислам дека заострување на казната затвор на повисоки и обештетување на детето и поголема превентивна на семејството и одговорното родителство и поголема едукација од страна на наставниците во училиштата, посебно на децата да не стапуваат во контакт со непознати лица, да не бидат сами, да не влегуваат во автомобил на непознат, да не одат во непознат правец и така натаму. Е доста битно да децата имаат и да кажам некои предпознатливи начини како да може да се заштитат од евентуална злоупотреба. Тоа е, пак велам, добро спакувано на хартија. Меѓутоа имаме радикален пораст на педофилски случаи во Македонија. Не, тие постоеле, само сега имаме радикално пријавување, дојавување на случаи. Во однос на минатата година, господјо, колкав е процентот година возголемен? Па немам информација колку е процентот. Дадовте збор. Еве ја бев на обука со суди и со полициски инспектори. Верувајте, ја бев у таа заблуда дека ќе го препознам ликот на педофилот откако Новотни ни даде слики на потенцијални педофили. Сите се залетевме спрема некои наши убедувања дека тоа е тој педофил. Судиите не открија ниту еден по лик, како што бев и ја меѓу нив, а полициските инспектори што ме изненадија пријатно, од сите присутни 6 мина ги дефинира како и би изгледал еден педофил. А рековме тој е човекот од нашата средина. Тој е човекот од нашата средина. Ама нашите убедувања, стереотипи за како би требало физички да изгледа педофилот, кај мене лично се разруши таа дилема и заблуда дека ја ќе го препознам како изгледа. Веројатно и многу родители исто така и децата не може да го препознаат. Папата кога стапи на тлото на Америка се извини за сите педофилски случаи во црквата. Дали е тоа иманентно на црквата поради групацијата на одредена машка популација или? По мој завршен збор е 98 година, Основно училиште Колене Делковски, наставникот по музичко, кој воедно бил и библиотекар, децата ги ставал на скут, ги пипкал, родителите беа згрозени кога го пријавија случајот, а се откри благодарение на наставничката која разговарала со децата претходно на таа тема слична проблематика од еден филм и децата и се довериле. Значи, пак доаѓаме до тоа, ако не можат родителите да најдат време, тука се наставниците како наши условно кажано втори мајки или втори родители, но тоа не значи дека треба да бидеме амнестирани од одговорност и да чекаме дека само школството ќе ни го реши проблемот со превенција и со разговор. Можете да замислите една паралелка од 34 наставникот на кого 7 му посвети внимание и психолог еден без социјален работник во едно училиште. Значи, едноставно, главниот одговор за превенција, одговорно родителство и родителите мораат и да не сакаат да најдат време да разговарат и да им посветат внимание на децата. Доктор Левенски, предпоставувам јакнење на општествената свест. Апсолутно јакнење на општествената свест и чувство, рековме, за елементарна вина на сите нас за неделата на другите. И ние сме учесници. Само тие ги спроведуваат. Затоа што ние не сме биле доволно со диоптри, не сме биле доволно со насетени со чулност, па сме превидели таа состојба. Меѓутоа, преско употребив еден термин, хигиенизација на состојбите и на сторителот, начинот на однесување, начинот на постапка, начинот на движење, до што се како последица може да дојде. Ако ги пречистиме тие погледи, што во основа се совпаѓаат со сите што го рековме, тогаш тие нешта ќе се намалат, односно будноста на секој поединец во нашето општество. Тоа е правата свесна стража над социјалните патологии. И отворивме темата, начнавме неколку прашања за крај. Дали остана нешто што не ве прашав, а сакате да ни го кажете? Или доволно беше?
Па веројатно има многу работи што не ги начнавме и што меѓутоа мислам дека онаму каде што семејствата не успеваат, значи во вакви обштествени околности кога навистина нивното влијание е ограничено, институциите мораат да помогнат. Значи институциите се исто така многу важни алки во синџирот и на превенција, и на рана интервенција, и на работа со сторителите, и ние допрва треба да го изодиме тој пат на